го имаме ова утро на линија во живо на Skype конекција Дејан Милошевски, нашиот истакнат спортски работник, спортски амбасадор, карате судија кој што се наоѓа во Лос Анџелес, ќе ни ја пренесе сликата што доаѓа оттаму и ќе ни каже што се случува, дали огнената стихија, еден контраст на случување, се смири, дали ја имаат властите под контрола огнената стихија, како граѓаните на Лос Анџелес и на Соединетите американски држави се справуваат со сето она што се случува таму. Дејан, те гледаме одлично. Сега ќе видиме и дали те слушаме во етер. Добро утро, Дејан. Добро утро, како сте? Одлично, конекцијата е супер. Дејан, новинарски вака ќе одиме. Првото прашање, каква е ситуацијата во Лос Анџелес со огнената стихија која што покоси се пред себе изминативе денови? Па навистина ова несреќа што се случи во Лос Анџелес е најтрагична во историјата. Јас стигнав пред неколку дена и од авион можеше да се забележи како планината над Лос Анџелес гори и имаше еден густ чад. И во текот на денот излегов да пијам кафе и можеше да се забележи во воздухот, слично како во Скопје, тој чувствителен мирис и исто имаше и пепел. Колите сите беа покриени со бел пепел, но денеска веќе нема пожар, нема активен пожар, не може да се забележи. Бев и во Бевели Хилс. Пробавме да идеме и во Санта Моника, каде што граничи со најголемиот пожар што беше во Палисаид, кој започна на 2 јануари и опфати една голема територија од 23.700 акри и досега е 11% под контрола, има 8 жртви, но исто така има активни уште 2 пожари. Пожарот Итон започна на 4 јануар и зафати 14.000 акри со 27% контрола и има неверојатни 16 жртви, што го прави петиот несмртоносен пожар во историјата на Калифорнија. Беа евакуирани над 150.000 луѓе, со 700 луѓе сместени во привремени засолништа, уништи 12.000 објекти. И интересниот факт е што неколку куќи не успеа да изгорат, а тоа се куќите на Вил Роџерс, во националниот парк Вил Роџерс и исто куќата на познатиот холивудски актер Леонардо Ди Каприо. И тие се останати да сведочат за големата моќ на пожарот што зафати Калифорнија и што уништи се пред себе. Дејан, во моментов на CNN е пласирана информација дека вкупната бројка се искачува на загинати на 24 жртви, што исто така нели само го зголемува впечатокот дека ова е најсмртоносниот пожар во историјата на Калифорнија. Кои се причините поради кои што се вели таму во Соединетите американски држави? Кои се причините поради кои што нели знаеме дека САД се една од најсовремената сигурно земја која што располага со најсовремени средства за заштита од какви било природни и други катастрофи. Кои се причините што доведаа до толку брзо ширење на пожарот и до таков девастирачки ефект на крајот, до толкава материјална штета? Па за пожарот за Итон и другиот пожар кој што започна подоцна, веќе има осомничени кои што се во притвор, тие беа подметнати. Неофицијални се тие податоци, а за пожарот во Палисаид, кој е најголемиот пожар и кој што тлее уште од јануар 2, се уште нема официјални податоци како е започнат, но се претпоставува поради големата суша и вегетацијата која што вире во овој предел. И исто така треба да се напомне фактот дека последниот дожд кој е наврнат во оваа територија е во април, замислете, прошлата година. А тука секако се и големите ветрови кои што на почетокот на пожарот представува и како дополнителен катализатор за да се зголеми тој пожар во толкава мера. И за жал во почетоците противпожарните екипи не беа во можност да ги користат своите авиони, но за жал не успеа на почетокот да се координираат исто така и градоначалникот и шефот на противпожарната екипа, но после 1 до 2 дена препукување по телевизија и по новините се покажа дека најголемата важна работа е пред се безбедноста. И вчера имаше баш
вест на сите локални новински куќи дека пожарот е ставен под контрола, околу 11%, и дека луѓето се евакуирани и нема пристап. Едноставно денес сакав да ви направам и ексклузивна снимка, но сите патишта се блокирани кон Палисейд. И тие луѓе што се загинати, колку што кажавте, околу 23, се тие луѓе што се обиделе да ги гасат своите куќи, кои што ги игнорирале барањата од службата да се евакуираат. Само за информација, овде има специјална служба која што ги испраќа сите пораки преку мобилни телефони, на радио, на телевизија, каде што кажуваат евакуирајте се веднаш. А исто така дознав дека во гаснењето на пожарите се користат и специјални дронови кои локализираат и го мапираат пожарот, а подоцна со авиони и локални пожарникари пристапуваат кон гаснење на истиот. Голема помош добивме исто и од Канада, и вчера во текот на денот на Лос Анџелес аеродромот добивме исто така помош и од Мексико со пожарникари. Да, Дејан, знаејќи дека се соочува со суша во поголемиот дел од годината и во повеќе години, Лос Анџелес има подготвено резервоари кои што се наоѓаат на повисоките точки околу градот. Дали е точно дека тие биле испразнети непосредно, односно дека биле празни, не испразнети, туку дека биле апсолутно суви и празни пред почетокот на пожарите? Може би имали некоја поврзаност меѓу овие два момента? Сега има доста теории на заговор дека тие точки што беа овозможени за гаснење на пожарот не функционирале, но сепак треба да се знае фактот дека пожарот беше огромен и кога ќе пристапите на таа мрежа за гаснење, може би притисокот не бил доволен, и сега се збори во вестите дека намерно не функционирале, дека бил подметнат. Тоа се информации кои што допрва треба да се проверат и потврдат, и се разбира овде во Америка ништо не останува така непотврдено и непроверено. И мислам дека многу наскоро ќе дознаеме што е баш причината, но исто така има и интересен факт дека поголемите осигурителни компании не сакале да ги осигураат овие куќи. Јас сум поминал неколку пати низ Малибу, низ Палисейдс, тие беа мали куќи на познати луѓе кои што вредат и до 5 до 6 милиони долари една куќа, така да може да замислите колкава е штетата сега моментално, и тие мали компании кои што ги осигуруваат овие домови немаат шанси да ги вратат тие штети. Дејан, како реагираше населението? Како реагираа луѓето? Си помагаа ли меѓу себе? Им помагаа ли на службите? Го почитуваа, споменати дека има жртви кои што не ги почитувале препораките, меѓутоа грото од населението како се однесуваше кога се случи огнената стихија? Па тие луѓе кои што ги изгубија своите домови, верувајте, беа на сите локални вести и на големите интернационални новински куќи, како плачат и во солзи, затоа што верувајте, овие куќи се овде градени од поинаков материјал него нашите куќи и горат многу брзо. За 3 до 4 минути може да ви изгори вашата куќа пред вашите очи. И имаше големи примери како огнот поради јаките ветрови. Замислете, Санта Ана, тоа е ветар кој што овде може да го забележите, дувал со 100 милји на сат. Тоа е околу 160 км на час. И тоа допридонесе тие огнени јазици да ги зафатат куќите многу брзо. Но мислам дека и со самиот факт дека има само 24 луѓе повредени од пожарите со смртни последици, тоа докажува дека ги слушале предупредувањата на полицијата и на пожарникарите и навремено се евакуирале. Добро, каде одат евакуираните? Има ли некаков прифатен центар, има ли некаде каде што ги прегледуваат прво, дали имаат некакви здравствени потешкоти предизвикани од пожарите, од огнот, од чадот и слично и од материите нели кои што горат? Има ли таква организација во Лос Анџелес? Сега овие денови се формираат и посебни тимови од луѓе кои што сакаат да помогнат. Имаше баш на вестите, гледав дека имат околу 50 до 100 луѓе кои што се собрале да го ичистат некој парк од пепелот што паѓаше од небото, но имаат исто така и локални бизниси кои што доброволно даваат храна, пијалоци на пожарникарите. Баш сега, кога врвевме низ Бевери Хилс, имаше пожарникари застанали да купат храна и пијалок, и собственикот од ресторанот истрша со кеси храна и вода, им ги даде и кажа: со среќа, вие сте нашите шампиони.
така да локалното население доста помага. Исто така неколку хотели се вклучени во домување на повредените лица и на раселените лица, и исто така болниците се веќе отворени за тие што се повредени, за да ги санираат и да ги видат повредените. Добро, Дејан, и еве на крајот прашањето како ти ги поминуваш деновите во Соединетите Американски држави? Не мораше да бидеш во Лос Анџелес, меѓутоа те реши да отидеш таму. Што се случува во моментов на онаа страна која што не е зафатена со огнената стихија? Па јас овде дојдов на одмор со мојата фамилија и имав предупредување од Македонија, од моите родители, дека е многу страшно, дека градот гори, дека не е возможно авионот да слета. Но јас ги следев препораките на локалните телевизии кои викаа дека треба да се види со секој авиокомпанија, со секој аеродром. И кога слетувавме, во авионот се почувствува малце мирис на дим и можеше да се забележи од авион дека има огон, но кога слетавме се си функционираше како порано, само можеше да се забележи по улиците дека нема доволно луѓе, дека не се движат, поготово кога слетавме во петокот и саботата. А денеска веќе кога бев на Беверли Хилс и на Санта Моника булеварот, се си беше нормално, луѓето си вечера по рестораните и полека се враќаат животот во нормала. И се надевам дека многу брзо и ќе се дознае и истинската причина за овој голем пожар во Палисејдс. И прашањето кое што можеби требаше да ти го поставам предпоследно, меѓутоа еве нека биде на крајот, зборуваме постојано за ефектот врз материјалните добра, за ефектот на пожарот врз човечките животи, нели? И еден живот да се загуби е премногу. Каков е ефектот, се зборували врз флората и фауната, врз она што е животински растителен свет таму во Калифорнија, во Лос Анџелес? Има ли такви некои податоци се разговарали на тие теми во овие тешки фрагилни моменти за луѓето кои што живеат во Лос Анџелес? Па сега моментално на вестите може да само се слушаат предупредувања и објаснуваат како се случил пожарот, ги проценуваат сите штети. Например, штетата која што сега неофицијално се проценува е меѓу 135 и 150 милијарди долари. Исто така има забрана за пиење на вода, така да јас претпоставувам дека флората и фауната се доста оштетени, како што може да видите и од снимките, се беше изгорено, така да ќе треба период за да се вати се назад и не верувам дека ќе биде тоа за брзо време. Ти благодариме, Дејан, за јавувањето ова утро по македонско време, а доцна навечер по американско време. Те очекуваме и повторно во текот на деновите што следуваат. Ќе разговараме, ќе ни бидеш соговорник и помошник, известувач од Соединетите Американски држави, ќе разговараме и за ефектите понатаму што ќе ги има оваа природна катастрофа во Соединетите Американски држави. Уште еднаш благодарност што одвои време. Пријатна ноќ ти посакуваме, па се слушаме во следна прилика. Ви благодарам, пријатно.